Цената за тоа гласање на ДУИ е формирање на две нови адхок комисии во собранието. Со тие две адхок комисии ќе председава ДУИ, едната ќе се однесува на почитување на балансерот и ќе го држат под контрола, а втората адхок комисија мислам дека беше околу почитување на Охридскиот ранковен договор. Да. Пази како може без ДУИ. Левица излезе и му даде бланко поддршка. Левица рече: "Океј, ние ќе го гласаме овој законов за реорганизација на влада, на институции и на установи, ако денеска го изгласаме и законот за една изборна единица." Мицковски и во кампања и во програмата го има тој проект предложено на граѓаните да го гласат. На 99-та страница од 1.9.9.8 има укинување на балансерот при вработувањето. Ќе го напуштиме балансерот при вработувањето. И сега има комисија што ќе го спроведува балансерот. А во петокот, да се вратиме. ДУИ заедно со ВМРО ДПМН и ВЛЕН гласа системски закон кој што беше дел од проектите 1198 на ВМРО ДПМН. Сложно и братски. Така. И како уште една манипулација, затоа што за време на изборите Ќе ги апсеа ДУИ. тоа не само тоа. Тоа беше презентирано дека ќе се прави реорганизација на министерствата, а во ниеден случај не се спомена дека тоа ќе биде зголемен број на министерства, оптоварување на буџет, зголемување нормално на трошоци и терет на државата и на граѓаните. Знаејќи дека Тоа народот не чита програма. беше толку многу итно и битно, затоа што Мицко не може да направи влада доека не ги задоволи апетитите на неговите идни коалициони партнери и мораше во 12 вечерта да се закаже седницата и да трае до 3 сабале. Како најитно нешто на светот. У 11 се да закажа, видиме, у 11 без се разлика. закажа. Ајде да видиме, Мечка, пошто Чекај ти сега, таму сега. веднаш истрча, Колку ама добро, Бресец? доста сега. Не, брат, знам од прва рака родители што беа таму, имаше реакции, меѓутоа за жал ке си помени ова никому ништо, како и многу други работи во градов. Колку Бреслец, како да ти кажам, значи ние сме известиле за случувањето, сме барале одговори од надлежни институции, министерства, сме објавиле што кажале, толку можеме ние да направиме. Значи ние сме искоментирале. Постои закон, постојат процедури, постојат институции кои што треба да си ги превземат соодветните мерки. Ние можеме да известиме, да кажеме и да апелираме. Ама ние не сме политички фактори, ние не сме у коалиција, не сме ние на власт. Ние известуваме. И треба подхитно да си превземат мерки институциите. А ако превземале МОН некаква иницијатива, а Мерко не ја почитува таа иницијатива, што да ви кажам? Има сега нова власт. Има нов мандатар. Мандатарот треба побрзо да ја состави владата, за да може нели да се реагира соодветно. Си има обвинители, си има правобранители, си има инспекторат за просвета, има Добро. различни инспекторати, значи треба да си превземат мерки. И треба да превземат мерки по динто. Тоа е. А од Министерство за образование во 2-2,5 години колку што работам јас, не знам што работат луѓето таму, може има и што работат, ама еден се нема јавено, ни студент кога сум била по потреба како студент, никако новинар, ниту повратиле на мејл, освен еднаш кога кажавме дека ако не ни вратат во рок од 1 сат ќе објавиме текст, не знам зашто беше, не се сеќавам. Види кај нас у државата само закани функционираат. Културно и фино нема. Ај сега ќе видиме со новата влада дали ќе има промени, не знам, еве Мечка беше многу благонадежен. Не знам дали благонадежта ти беше и во петокот кога отиде у 12 сат вечерта. И морам да забележам дека оние кои што го поддржуваат од медиумите нашите колеги Мицковски, сите го свртија наративот дека уште не формирана владата од страна на Мицковски, он го исполнил ветувањето. Ама не го свртеа медиумите, тоа го сврте Геро. Не, па добро, после сите. После него сите тие кои Геро што е комита. За какво Да сега го да, за споделува. такви комити видовме и Геро е- дојдовме до вакво дередже. Геро е комита, значи таква колумна неам прочитано. Од времето на СФРЈ. Не, од времето на кога Неджат пишуваше колумни за Заев. Значи таква колумна ова беше. Во таа колумна немаше ништо конструктивно. Имаше само колку Христијан Мицковски бил добар, колку бил праведен, правичен, демократичен, колку имал демократски капацитет да му што на И Вленин коалиционен. и коалиционен капацитет што на Вленин дал толку многу места, свака час, дури како мандатар, не како како премиер,
туку уште не створена владата, он успеал да ги клекне Дуи на колена и Дуи да гласа. А ја... Види, јас колку Со што таа знам, разлика да. што изостави Геровски да напише која е цената за тоа гласање. Цената за тоа гласање на Дуи е формирање на нови комисии. Две нови адхок комисии во собранието. Адхок значи дека не се во склоп на собраниските комисии во смисла на деловник, туку се направени, ќе се направат сега наменски. А тие две адхок комисии, со тие две адхок комисии ќе председава Дуи и ќе има мнозинство во тие две адхок комисии и едната ќе се однесува на почитување на балансерот, на вработувањата албанци, македонци, не знам, други заедници. Они ќе го проверуваат тоа и ќе го држат под контрола, а втората адхок комисија мислам дека беше околу почитување на Охридскиот рамковен договор. Да. Значи, Дуи ќе надгледува како функционира и дали се Христијан Мицкоски и Охридскиот ВМРО договор. ДПМН со влени знам, ќе го почитуваат Охридскиот рамковен договор од една страна и од другата страна уште една адхок коалиција, дали ќе бркаат вработени од Дуи или албанци, дали ќе ги бркаат, и ако ги бркаат нормално, адхок комисијата ќе си има свој извештај кој што ќе се гласа на пленарна седница на собрание и тој извештај ќе стане полноважен кога ќе биде испратен до меѓународните заедници кои што се до представниците на меѓународната заедница кои што се гарантори на Охридскиот рамковен договор и на така наречениот балансер. Така да балансерот ќе биде Дуи. И така да, имаше во петокот уште еднаш кажа дека без Дуи не може, клекна на колена и може. Многу ме интересира како може. Може он без Дуи. Само што него му одговара пази како може без Дуи. Левица излезе и му даде бланко поддршка. Не бланко, за една изборна условена поддршка му даде. Левица рече, окей, ние ќе огласаме овој законов за реорганизација на влада, на институции и на установи. Ако денеска го изгласаме и законот за една изборна единица, што, патем кажано, е и проект и ветување кое што го има дадено и ВМРО ДПМН и Мицкоски. И тоа е доброто и за државата и за и во кампања, значи Мицкоски и во кампања и во програмата 1198 го има тој проект предложено на граѓаните да го гласа, значи една изборна единица. И Левица му вика на ВМРО ДПМН и секако го имате вие ова у програма, ајде ќе го изгласаме прво ова, па ние ќе ви дадеме поддршка за законов за реорганизација на влада и така ќе немаше Мицкоски да биде колаборационист или да седне условно кажано во скутот на Дуи. Ама цела кампања беше анти-Дуи. Не. На 99-та страница од 1.98 има укинување на балансерот при вработувањето. Целосно почитувајќи го уставниот принцип за соодветна и правична застапеност на граѓаните. Да, кои припаѓаат на сите заедници во Македонија. Слика. Добро. Ќе го напуштиме балансерот при вработувањето. Да. И сега има комисија што ќе го спроведува балансерот. И сега што правиме? Значи уште не дојден. Затоа реков сите овие кои што се као поддржувачи, тоа не се новинари, поддржувачи на Мицко. Не, новинари се сега нема врска. Пиарџи, а во моментот немаат таква улога, имаат пиарџиска улога. Не се новинари, објективни. Кажуваат дека он уште не дојде на власт, остварил ветување. Ова ветување го остварил. Многу ме интересира. И Епа сега нема да го напушта балансерот затоа што ќе има адхок комисија која што ќе нема што да дозволи. И што видовме вечерта, гласаше Дуи, му даде поддршка. И која наведна кичмата? Само да прочитаме коментар. Мечка не врти као киша око Крагуевца. А што е со ова поговорка? Киша око Крагуевца, демек што не врне дошто Крагуевац? Зашо не врне? Затоа што е таква клима. Како да не биде на влага у такви сега научни објаснувања? Абе нема врска, еднаш промашил дождот и сега поговорка. Стално собрани одел Милош, Александра, криеш некои информации од нас?
пример дали се види секој има ли нешто? Кај бе цело време дали? Милош има 2 пати, 3 пати. Јас одев Александар на има седници. Мечка беше задолжен за влада, за заев. За влада и за Да, и за председател. и за да. Едев у влада, ке председател и у суд. Таму идев ја. Да, и доека Заев, која беше последната пресконференција пред да си даде оставка, му вика на Александар, немаш ли ти да прави? Немам, Цело завршив време работа. го малтретираше. Може да исклучиш. И вика, Александар, немаш што да правиш? Не, вика, јас ја заврши својата работа. Да. Јас Така на да- Ковачевски на првата и на последната му бев. Па добро, среќа нивна. Ја бев на сите кај Заев. На сите. Значи не сме пропуштиле пресконференција. Не. Прес, Јас се изјава, надевам изјава, све. дека и Да, и да. сега за кај Мицко ќе Апсолутно. бидиш постојано присутен. Апсолутно. Освен ако не те стават. Не, се присутен ќе бидам Освен на ако не ти пресконференција. забрана да бидеш на Нема прес. таква- Ама таква вака, забрана не со постои. ваква Како поддршка која што му ја даваше, не знам таква дали уште забрана му не ја постои. даваш. Ние ќе бидеме се присутни на господинот примариус доктор Оптимус Прайм министер да му обезбедиме соодветни прашања за да може нели да Се доискаже. ги каже своите државотворни поенти. Инаку дали сум се видел со Сајко, они сите ме видоа, А ти не ги. дека ги сликав, не бе се ги видов ја. Преку објективот ги види. Не, вака се мавнавме на сите. Аха. Нели ја како одгоре од Тито, галерија, да. ја као Тито здраво. На сите им правев. Нели беше така бе? Така беше. Ја одгоре од галерија, пошто само ја бев таму новинар, Боро беше со камера и они нели доаѓаат, дали има новинари, гледаат нагоре, ја од терасата здраво. А ти беше. Ама случајно прегледаја си. Не. Не бе, па ти веќе не шо. румени беа. Они толку позитивна енергија си разменија со Мицко, нема шо тука. Не, мислам па заради тоа. Пошто И што ќе кажеш сега оправдување Мечка за во петокот вечерта? Не бе како тој прекрасен еден потек на господин Мицкоски, па тоа беше таков политички мудар потек. Ако мислам. се зезаме или? Абе седираат ги стави во скут, ги Левица ги патосираше, ги патосираше левица, од друга страна на колена ги клекна дуј. Па сега Како? кога ќе им нареди да гласаат седи, укинување на Левица преспански. што нема што да прават, два пати бара пауза по сат. Не, чекај, остај се. Остај ги. Нели, не, ја според мене Али го клекна на колена Мицко, не Мицко Али. Дон Корлеоне и до жена ти брат. Шо? Он си знае. Он си знае. Е добро де па ти. Што се љутиш, што ти е гајле? Култура, не култура. И сега, на пример, ова беше една прекрасна политичка показна вежба. Показна вежба како тоа Дуи Кој на кого бе Мечка? Мицкоски. Дуј му одржа лекција, Дуј му свитка Не е кичма така. на Мицко. Како не е така, не е така. Мицкоски влезе како победник. Каков Па победник? влезе кога влезе во собранието, во собраниската сала. Аха. Една таква Во раните утрински часови. надеж, Изгласа поготово. една таква надеж се почувствува во салата. Зашто? Изгушка со каши, мислиш има... Чекај сега, значи остај ти Бор. Значи таква надеж се појави кога влезе во салата, знаевме дека сите тука присутни знаеа дека Мицкоски го надмудрил господинот Али Ахмети и дека првото ветување дадено е веќе ќе се оствари. И Ахмети така на една фотографија потиштен баш личеше со наведната глава. Кој? Ахмети? На една од твоите Еве фотографии. пуштете ја сликата таму Ахмети како беше со наведната глава. Така, Маре да. Додовска, Маре Многу Додовска. Ево право. Што? Една грациозност, Една грациозност, тоа па да. кажавме. Една става, една грациозност. Грациозност кога се појави, па таква една премиерска грациозност во неговата појава. Па добро, што не ја направи владата, што чека? Па добра, има време. Та сега, 4 дешах. Малце ги држи во неизвестност. Да види Кој го држи во неизвестност? Па неговите коалициони партнери, малце да види да не некој измрда, да не некој се мрдне, ова. Па ќе се мрдне. Кај да ќе се Сега мрдне. Дон гледа и ги остава да види како и граѓаните ќе реагираат, како членството ќе реагира, а како ќе реагираат коалиционите партнери, да не случајно некој мрдне, да знае он од време кој е нетрпелив. Он такви луѓе не може со такви луѓе да биде во тим и сега намерно и кој е Кој ќе нетрпелив издржи?
До крај. Да, ако ви да. Еве и Гаши дури рече затоа што најверојатно така му било посочено од мандатарот, дека никој од него повеќе не ја сака Македонија. Чекај прво да видиме како влезе, со каква наведната глава влезе господинот Ахмети. Ја најдовте? Една наведната глава, Да, што да ти кажам. Да. да видиме. Насмеан, ведар, Ајде пуштете ја фотографијата, да. насмеан, ведар Ахмети. Не, погрешно гледаш, шефица. Да. Погрешно гледаш. Значи, види како така му Ајде е да видам наведната како малце се да е. главата, да се појави Ама фотографијата. добро, он е само тука. подгрбавен малку тоа, немој наведната Како не, главата. тоа му е од договорот што успеале да го надмудрат прв пат после 20 години. Значи како и да свртиме работата, Мицковски успеа да ги седне на маса наследниците на УЧК и со нив да направи договор. Да, многу го. Мислам, пази Ама ти. ветувањата не му Пази беа ти тоа. со терористи од УЧК да седнеш и да ги натераш да на договор, мислам треба да си стварно. Стварно мислам, тоа е Баш. да. И така грациозен еве кој што вика Маре, и така грациозен му ја скрши кичмата на Али. Да, еве. Ајде Ова бе е да по видам договорот, никако ова е Еве. по случениот договор. Гледаш дека е Ова така е кога потиштен? влегува во сала по прекршувањето на по Да, една Паузата, смакната фаца што гледам на Ахмети. Да, ова е господинот Али Ахмети, ова е, нели, ние бевме таму, они беа на преговори и кога се вратија од преговорите, вака господинот Али Ахмети беше со наведната глава. А и Видно. Мендух Тачи за Да, него да, види, да. исто има фаца направена. Што вика Роки орелот му иде на лавот и лавот викам јао. Ова ти е тоа. Ивица Беле вика добро вечер, Мицко обединител. Може. Ова е да. Како Борис Трети, ама добро, нема врска. Да, Мицко обединител може. Ова добра титула. Добро. Да. И така, председателот на Еве собранието... господин Стефче Акимовски е со нас во чат. Аха. Коментира на видеото, вели Стефче Акимовски вели ви реков вечерта на изборите победи Точно. тој што најдобро лажеше. Дали лажеше најдобро? Го даде ли председателот на собрание, место пресметка направи коалиција со ДУИ. Точно. Ма не. Та само Како зливости не? го кажуваат. Не. Тоа ви е бе на вас. Господин Акимовски, ова од вас е злонамерно кажано. Господинот Кристијан Мицковски направи една перфектна политичка пируета и мислам така го преигра Али Ахмети, што дури Али Ахмети видно мислам дај. Таква една политичка грациозност во неговите потези, тоа не биде на работа. Не. Какво дуи, нели он сега само ги користи и после ќе ги апси. Аха, ако се лажеме, да. Знаеш кога Да. ќе ги апси Мицко? Овие од ДУИ? Никош. Не, како не. Прво ќе ги искористи сега да му гласаат за нови министерства и така, а после ќе ги апси. искористи и после тоа ќе ги фрли. Да, Демек многу мудро. Во влада, Ама- само во влада може да ги фрли Ако вака. се сеќавате, и Силјановска кажуваше нешто судења, Ирена- повторни воени Ништо злосторства, Силјановска видовме, зошто не стави вето на такви пример? работи. Или што и да е. Па како нема уставна можност. Па зошто тогаш ветуваше пред граѓаните ако нема уставна можност? Едно време поранешниот председател Иванов фикус го викаа за такви изјави. Сега она што е? Сега не е фикус, сега е роза тоа. Вештачко цвеќе и кебана. А да. инаку и Иванов не подпиша уставните измени, не ги подпиша за Преспанскиот и тие беа со двотретинско мнозинство донесени, така што ако сакаше Силјановска можеше да покаже малку пркос, ама не покаже очигледно тоа е. Така било договорено. А инаку се во претходната кампања, сега во оваа немам слушнато, се залагаше за помал број на министерства, дека Македонија И е сега толку како- мала. Не знам сега во оваа не сум Гордана сигурна. Силјановска во сегашната кампања викаше дека таа ќе биде активен чинител И во дека нема процесот, дека во ќе процесот учествува на во сите. намалување на администрацијата. Мала компактна администрација за Да. мала земја како нас. Мала, компактна Да. и ефикасна администрација. А гледаме дека сега имаме зголемување на министерствата. Ама тоа значи на 24. зголемување. Значи види сега, вие На математиката не. 20. Ајде да Вие слушаме не ја знаете твојата математика. оптимистичка математика. Вака се. Ајде да видиме. Сега на пример има 14 или 15 министерства, колку има?
20 има моментално. се има 20 министерства. И плюс без ресор 5-6-7 ќе му Не, сега например у 20 министерства има 200.000 луѓе вработено. Добра. Така. Тоа се по 10.000 луѓе во министерство. Добра. Сега у 24 министерства ќе има по 7.000 луѓе вработено. Ама нема да ги префрлаат они. Како не? Не, Сега ќе биде работуваат. 200.000, ама во 24 министерства. Со самото тоа администрацијата станува поефикасна. Помалце луѓе ќе работат по министерство, да, може ќе им фалат уште 2-3.000 луѓе на така навака, но сега ќе биде вие математиката. Инаку ова е една таква Многу јака тактика. една таква Баш ќе видиме кога ќе има 24 министерства, колку ќе има вработени во администрацијата. Многу ме интересира сегашниот број и тогашниот ќе го споредиме. Значи, сега да знаеш дека ќе ги вратат и тие од ДУИ што зема плата, а не одеа на работа. Има да работат сите до Они ќе еден. ги вратат да работат. Има да работат сите до еден. А нема да ги избркат. не, како ќе ги бркаат. Па тоа е ефикасно. Они ќе ги апсат.